Ова беше како вовед во разговорот кој што ќе го имаме во продолжение. Разговараме од мојата десна страна Цветанка Камчева, таа е од Сдруженијето за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена порта, до неја е Билјана Јовановска од истото здружение, Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена порта. Добро утро. Добро утро. Благодариме на поканата. Да, веројатно како здружение се очекува денеска да бидете и погласни, но тоа не значи дека само еден ден треба да се зборува на оваа тема, дека еден ден треба да бидеме малку повеќе гласни, туку треба да подигаме свесноста. Каква е состојбата во Македонија на оваа тема, трговија со луѓе? Па да, денес, како што спомнавте, е Европскиот ден за борба против трговија со луѓе. Ние како организација Отворена порта, која веќе 24 години работи на сузбивање на проблемот со трговија со луѓе, овој ден ќе го одбележиме преку еден апел, а тоа е дека државите, а не жртвите, треба да сносат одговорност во однос на идентификација. Што значи тоа? Дека сите држави во Европа, вклучително и Македонија, треба да имаат одговорност, треба да ја подобрат својата рана идентификација и поддршка на жртвите на трговија со луѓе. Во однос на состојбата на трговија со луѓе во Република Македонија, Македонија се соочува со внатрешна трговија на жртви на трговија со луѓе, што значи дека жртвите потекнуваат од Македонија, се на возраст најчесто од деца, на возраст од 12 до 17 години, се работи најчесто за женски, или од женски пол, за разлика од машките, и најчеста застапена форма на трговија со луѓе е сексуалната експлоатација, вклучувајќи и трудовата експлоатација, принудните бракови, малолетнички бракови, принудното питачење, или многу често имаме комбинација на трудова експлоатација и сексуална експлоатација кај девојчињата. Која група е наранлива во оваа сфера, во ова што за жал се уште постои и во ова современо време? Која група е на удар на оние што ја вршат трговијата со луѓе? Па најчесто, како што напоменав, тоа се децата. Значи, според нашата статистика, најголем број од жртвите се деца на возраст, или напоменав, на возраст од 12 до 17 години. Зашто децата? Затоа што децата се многу често лесна цел за трговците со луѓе. Не може да предпознаат ризик, особено нивната ранливост е зголемена доколку тие деца потекнуваат од дисфункционални семејства, што најчесто се случува, семејства со лоша економска состојба и слично. Постојат ли некакви параметри кои што според она што го имате како податок, кои се водич за оние кои што тргуваат со луѓето, социјалните моменти или? Па да, и интернетот во поново време многу често и дигитално, или со интернет игра голема улога. Зашто? Затоа што децата многу често во последниот период се го користат интернетот, мобилните, не знаат како да се заштитат, не ги препознаваат, не ја познаваат проблематиката на трговијата со луѓе, и затоа сметаме дека превенцијата игра многу голема клучна улога во однос да ги заштитиме нашите деца. Значи, колку повеќе децата ги информираме како може да се заштитат, како да препознаат трговија со луѓе, толку можеме да делуваме да се намали трговијата со луѓе во Македонија. Доброва, јасно ни е на сите дека е многу сензитивна тема. Слободно зборувајте и отворено, затоа што тоа ни е целта да постигнеме влијание. Каде може да се пријави случај? Ако се забележи, може и вие, да. Мислам, многу е сензитивно, дури во ситуации има многу видеа, го споменавте интернетот. Има многу видеа како едукација, кои што се пуштаат на социјалните медиуми и се едукација како за родители и за случајни минувачи. Ако забележат некое чудно однесување кое што отстапува од нормалното, дека треба да изреагираат и да пријават. Да, вака, ние сме здружение кое што веќе повеќе од 24 години работи на превенција, едукација и помош и поддршка, значи како и за застапување на жртвите на трговија со луѓе. Ние не сме само организација, туку и ние секогаш даваме глас на најранливите. Програмите кои што ги нудиме се од психосоцијална поддршка, која што помага за надминување на траумите на жртвите преку стабилизација па се до
во процесот на поддршка при нивно зајакнување и целосна интеграција каде ќе живеат. Услугите кои што ги нуди, тоа е имаме центар за жртви на трговија со луѓе, каде што се сместуваат жртвите. Во тој центар обезбедуваме сигурно сместување, хуманитарна помош, медицинска помош, специјализирана психосоцијална помош, правно застапување и едукација и судски процеси, зајакнување на вештините за нивно вработување и координација и соработка на со релевантните организации и институции. Доколку некој, значи ние ги охрабруваме сите кои што нели ќе забележат и ќе имаат некоја информација, идентификуваат или слушнат, да се имаме значи SOS линија за помош со трговија со луѓе, која што е бесплатна и може веднаш да се јават, таа работи 24 часа. Но како е патот? Веројатно и со институциите имате одлична соработка со оглед на тоа дека кажавте дека имате прифатилиште, така? Да. Како е патот? Се пријавува прво во полиција, потоа тие ве контактираат вас? Како е тој ланец на комуникација? Значи вака, нашата организација што 2002 година го има овој национална SOS телефонска линија. Како што кажа мојата колешка, функционира 24 часа во текот на 7 дена. Значи, каде што граѓаните можат да се пријават, телефонската линија е 0800 111 11, анонимна е. И сите оние пријави кои што ги добиваме од граѓаните, ние, затоа што имаме одлична соработка со Министерството за внатрешни работи, ги препраќаме до нив. Ги проследуваме, значи, пријавите до нив. Нормално и граѓаните можат да сите овие граѓаните можат да пријават и во Министерството за внатрешни работи доколку сметат дека се сомневаат дека некој лице е жртва на трговија со луѓе. Спомнавте децата на семафорите. Во Скопје ги има безброј. Како да препознаеме трговија со луѓе? Ги гледаме секојдневно. Да ги преуваме сите или? И се чини како дека е нерешлив проблем, дека е проблем кој што е видлив и за секогаш ќе остане. Да, тоа е еден многу голем проблем со кој што се соочува не само нашата држава, туку и земјите на Балкан. Зборуваме за Скопје затоа што сме тука, ги гледаме. Да, иначе принудното питањето е форма на трговија со луѓе. Но ние многу често реагираме нели за до институциите за преземат одредени активности, но за жал се уште нели како еден вид на традиција децата се на улица. Споменавме дека кај нас случајот во Македонија дека имаме внатрешна. Така рековте внатрешна трговија со луѓе. Веројатно има и ситуации, можеби се многу ретки, можеби се многу малку, но има и ситуации кога и надвор од границите ќе се премине. Па каква е соработката со меѓународните институции? Вие соработувате со некој конкретно? Да, значи Отворена порта е дел од Европската платформа за борба против трговија со луѓе. Значи ние соработуваме со многу невладени организации кои што работат на истата проблематика надвор од нашата земја. И многу често имаме таков вид на случаеви каде што имаме пријави на наши македонски државјанки што се биле експлоатирани надвор од нашата држава, па во соработка со нив и други надлежни институции биле донесени или вратени во нашата матична земја. Добре, веројатно ќе се постави на крај главното прашање, така, што треба да се направи за да се подобри состојбата, за да зборуваме за едно, ги споменавме и питачењето го споменавме, за едно организирано живење кај нас? Значи, според нас и според препораките што ги имаме, според препораките што ги имаме и од последниот годишен извештај на Соединетите држави, каде што нашата држава се оценува во ниво 2, каде што значи тоа дека нашата држава не ги исполнува целосно минималните стандарди за елиминација на трговијата со луѓе, но од друга страна прави значителни напори тоа да го подобри, сепак отстануваат одредени предизвици на кои што треба да се работи. Тоа е пред се раната идентификација. Што значи раната идентификација? Значи колку навремено ги откриеме жртвите на трговија со луѓе, толку тие ќе имаат подобар, ќе дојдат побрзо до системот на заштита и помош.
Исто така, нешто што е горлив проблем е дека прифатилиштето, значи треба подобри ресурси во однос, зголемување ресурсите финансиски во однос на прифатилиштето, затоа што тоа е единствено прифатилиште во Република Македонија. Времено е, тоа е времено? Прифатилиштето ние го водиме од 2005 година, во 2011 година прифатилиштето стана државно прифатилиште и го раководиме заедно со Министерството за труд и социјална политика. Не, прашањето ми беше дали кон жртвите е времено? Дали кон жртвите е времено, значи најчесто жртвите може да останат од 3 до 6 месеци или до година дена. После тоа треба да се бараат одредени други солуции. Добро, во тек на престојот нивни не се бара нешто, не се имаат времени старатели кои што се назначуваат од меѓуопштински центри за социјална работа во зависност од локацијата на детето. Така да тие времени старатели додека трае тој процес на надминување на траума, заштита и безбедност и сигурност од ризик, тоа дете мора да остане во шелтер каде што надоградува, се надминуваат тие трауми, се рехабилитира и се прави таа рана интеграција, но во тој период ние во координација со времениот старател кој што е назначен правиме индивидуален план зашто понатаму тоа дете може да се каде би можело да се смести, дали во згрижувачко семејство, дали во дом за поддршка, но нели секој случај и секоја жртва е индивидуална во зависност од процесот. Некогаш се прават и отстапки во зависност нели и судската постапка колку трае, дали ќе остане подолго, се додека нели не се надмине тој ризик и не бидеме сигурни дека затоа што ако се врати повторно на улица се сочуваме со истиот проблем. Имате ли успешни приказни на оваа тема? Затоа ги гледаме да ги извлечиме сите ресурси за да може тоа да во најдобар интерес на детето да може да после прифатилиште да биде на сигурно место каде што ќе има нели топол дом и сигурен понатамошен живот. И има успешни приказни на оваа тема? Да, ние имаме значи соработка и со работодавци кои што после таа рехабилитација и процес на стабилизација, значи ги запишуваме во училиште, каде што одат редовно и ги даваме како дел од социјализација, како вработување, практиканско вработување, за да може нели да почнат да излегуваат, да се социјализираат, да ги учат тие вештини и начин на живот, да се осамостојуваат за понатаму кога ќе наполнат нели 18 години, веќе да знаат како да менаџираат со буџет, како да се справат со ризици, како да размислуваат за понатаму да дојдат да се запишат и факултет, па нели понатаму да имаат поголема едукација и доедукација. Благодарам. Благодариме за гостувањето. Се надеваме дека постигнавме целта, така? Подигање на свеста, тоа ни беше. Да, ние ги повикуваме сите граѓани и сите релевантни институции кои што нели идентификуваат, имаат информација да пријават на нашата линија за помош, за да може нели да ги информираме доколку сакаат и само информација, како ако се сомневаат во нешто, значи слободно да се јават да нели можеме понатаму да се проследи понатаму. Да, благодариме за гостување.